Македонија деновиве е зафатена од вистински есенски бран кој донесе врнежи од дожд на територијата на целата држава. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, ниту пелагонискиот регион не е исклучок од овие временски прилики, а истите ќе продолжат и во наредните неколку денови. Сепак, иако дождовите наместа се пообилни, Битола е меѓу градовите со најмалку дожд на метар квадратен. Од овој влажен бран, кој што во текот на вчерашниот ден ја зафати нашата земја, во Битола наврна до изутринава 12 литри дожд на метар квадратен. Времето и денес се промени во облачно, свежо и ветровито со умерен наместа и засилен ветер од северозападен правец, меѓутоа во Пелагонија е со слаб до умерен интензитет. Времето е облачно во поголем дел од земјава, така и во Пелагонискиот регион, а облачно ќе се задржи и до крајот на денот со максимална температура некаде само до 10 степени. Во деновите кои доаѓаат, според предвидувањата на метеоролозите, нема да има врнежи од дожд, а температурите, барем во утринските часови, ќе бидат доста ниски. Утринската температура во Пелагонија околу 4 степен, додека максималната ќе биде утре во благ пораст и ќе достигне и до 14 степени. Намалувањето на облачноста ќе предизвика во четврток и петок да имаме нешто пониски утрински температури. Меѓутоа сепак тие би останале во Пелагонија позитивни, некаде околу 1 до 2 степена над нулата, додека максималните температури ќе бидат во понатамошно покачување и во четврток ќе достигнуваат некаде до 18 степен, а во петок може да го надминат и 20 степен. Се чини дека иако имаше врнежливи денови, летната суша продолжува и есенва. Дождот што падна не успеа да ја надополни потребната влага на нивите. Ваквото време не е во корист на есенската сеидба, особено кај раните есенски култури, така што земјоделските производители во наредниот период и натаму ќе се мачат со летната суша, која продолжува и оваа есен.